Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е професорот Љубомир Фрчковски. Професоре Фрчковски, се усвои законот за специјален обвинител, избрана е, именувана е Катица Јанева за специјална јавна обвинителка. Какви се вашите очекувања сега? Па добро е сето тоа што така заврши. Законот е подобар од тој што го претходно што го предлагала опозицијата, што исто така одлично. Овие 2-3 дена по внатрешни извори, практично странците, односно американците, имале главната улога што зборува за тоа дека целиот тој процес ќе го мониторираат и ќе го буткаат така како што треба. Бевме од почеток ангажиран малку у самата идеја околу јавен обвинител, што мислев дека е важна и добро е што се најдовме тука заедно со нашите стратешки партнери околу таа идеја. Најважно е тие да бидат вклучени во давањето на поддршка и во извлекувањето на целиот процес со обвинувања. Нормално потребна е лична храброст на актерката, во случај на обвинителката, тоа го изведе и тука и посакувам само среќа и поддршка. Значи, очекувањата се оптимистички во таа смисла. Тоа е голема победа во основа, не е тоа некаква расправа меѓу две страни па странците нешто пресекле, тоа е всушност судир со власта чија стратегија е целосна обструкција на процесот. И тоа секогаш било така. Тоа не биле две различни мислења кои се као спротивставувале, не. Тоа е обструкција од власта по секоја линија, по секоја точка и порас на таа обструкција. Така треба да се гледа. Во таа смисла тоа е секако позитивно за демократските сили, демократската атмосфера и очекувања понатака. Тоа е едно. Можни се обструкции, ја тоа еднаш го зборев, од така наречени независни експерти под контрола на владата, се покрене уставен спор, дали е уставно, неуставно, тоа што го зборел шефот на ДБК кој се појавил тамо на таа расправа, тоа сега може да биде индиректно притисок или ставање сенка врз работата на обвинителот, дека е тоа практично неуставна, и да виси незините обвинувања да висат следните 3 месеца, тоа е можно. Но мислам дека притисокот на странците е најголема гаранција тоа да не биде успешно. Односно да таквата обструкција која се ќе продолжи на друг начин, верувам дека ќе продолжи, нема резултат во обструкција на процесот на смена, фактичко на рушење на оваа диктатура. Очекувате ли да најдена обструкции во незината работа? Па не мислам, бидејќи Министерството за внатрешни ќе биде во рацете на опозицијата, кај главните истражители кои ќе бидат потребни нема да има проблем да ги најде од МВР. Својот тим сама ќе го состави, така што во таа смисла сите други проблеми ќе бидат буткани од оваа голема поддршка од странците, тоа е важно и мислам дека тука нема да има таков тип на ситни обструкции и блокади кои можат да изродат со блокада. Во таа смисла не, мислам дека сега зависи од тоа како ќе ги процесира случаите. Кога ќе ги растурите таа голема агенда на случаи, има некои од прислушуваните материјали во чија содржина има директно битие на сторени кривични дела. На вас не ви треба ништо повеќе отколку автентификација на говорот. Таму има, значи, кај премиерот, кај некои министри има директно сторуваат кривични дела во разговорот, тоа веќе го прават. Како што е рушењето на космосот, како што е рушењето на, односно отварањето на изборни криминали, крадење на кеси, тоа е директно се договараат. И тука нема многу, тие може да се процесираат до ноември. Фалсификувањето на лични карти, се договара да ги делат личните карти, да ги носат вамо, 100 вамо, ни треба 100 тамо. Тоа е отворен фалсификат и тука по командна одговорност се знае кој ги прави. Тоа е по командна одговорност одговор. И во таа смисла имате дела за кои може полесни, за кои веднаш може да се процесира, релативно кратко може да се процесира. Имате дела за кои ќе биде потребно време, самиот кейс на незаконско масовно прислушување е комплексен. За него ќе треба малку повеќе време, тие може да поминат и преку изборите. Но кај овие може да има кривични пријави и обвиненија на крајот на оваа година, ако добро се сработи. Тие имаат и некој рок кој е доволен од 18 месеци за тоа, меѓутоа они може тука за 3-4 месеци излезат со обвинување. И тоа сега ќе ја создаде климата околу предизборието објективно, сакале некеле. Тоа се луѓе кои ќе бидат обвинети за тешки кривични дела, за злоупотреба на службената должност, за дела како што се фалсификат или дури злосторничко здружување кај изборите.
и крадење на изборите. Така што тука може да се очекува сериозна промена на целата политичка ситуација. Од договореното во пржина остана новите министри, ингеренциите на ДИК, повлекувањето на премиерот Груевски. Сето тоа во договорите е предвидено со рокови практично. Каде очекувате повторно да запне реализацијата на договореното, како во случајот со специјалната јавна обвинителка и законот? Значи, кај изборното законодавство има една политичка крупна одлука се донесе, а тоа е изборниот модел, всушност избирачкото геримендеринг, односно избирачкото Македонија како една изборна единица и пропорционалниот изборен модел. Тука ќе се прекршат копијата, тие имаат политички изборни последици. Во основа, јас мислам и се надевам дека големото мнозинство на едната страна е за Македонија како една изборна единица, а владечката партија за мнозински систем. Што е последицата? Со мнозински систем они се добиваат гратис 15-17 мандата, онака поклон. И стануваат крупна парламентарна групација, независно какви се резултатите, ако се први или втори на листата, а од друга страна со една изборна единица големите партии губат, се смалуваат по опсек, помали партии влегуваат во парламентот, по некакви процени од онтовиот модел, по 3 по 4 места губи првата, 2-3 места втората или 3-4 места втората, повеќе дури, се добива една покомплексна слика и коалициите во иднина може да бидат составени онака што ја мислам дека во овој момент е и подобро за целата перспектива на Македонија, покомплексно, посложено, што е подобро за општата демократска клима, не само за меѓупартиските релации. Второто прашање е избирачкиот список. Они мора да го очистат на еден значаен начин. Македонија има скоро колку што има жители, толку и гласачи. Значи, тие мора да симнат списокот на 400-500 илјади, а не тоа 20-30-50 илјади. Тоа е основа, ако го имате МВР, како што го имаа до сега, да ги крадете изборите најчесто со гласање на мртви, фалсификат на лични карти, ова све што го правеа до сега. Давање лични карти на овие луѓе од пустеци и така натаму. Значи тоа се сега они нема да го имаат. Со тоа што МВР не е во нивни раце и што овие реформи во изборниот закон се прави. Така што може да се очекува дека 150.000 гласа при сегашните односи на сили власта нема да може да ги украде де факто, нема да може да ги има. Што значи ќе се создаде објективно друга ситуација. Баш као овој процес политички, како ќе се одвива растот на опозицијата во однос на власта, балансирањето тука, може да се очекува една нормална, релативно фер, ако тоа се направи, клима до изборите во април. Но тоа е многу важно. Изборниот комплекс, тука ќе се судрат, имаат различни интереси. Ја мислам дека тука странците исто треба да избуткаат таа линија кон оваа демократска опција, тоа е подемократска опција. А тоа е една изборна единица и во основа пропорционален изборен модел. И второ, чистење на изборниот список. Тоа е ака клучна приказна во вториот дел. Професори, во врска со спорот за разликите за името. 20 години од подпишувањето на времената спогодба, спорот се уште не е решен. Во сенка на политичката криза во Македонија, Коцијас дојде во Скопје, се зборуваше за некакви мерки на доверба. Очекувате ли во сенка на политичките кризи во двете земји да дојде до некакво решение на спорот за разликите за името? Па не верувам дека тоа ќе се случи. Тоа е комплекс кој носи политички последици за партиите. Пред избори во април такво некое големо решение кое треба во основа да го донесе владечката партија со помош на, не знам дали е возможно, иако таа, како што слушаме од тајните снимки, веќе прифатила и промена на името и тој пакет го прифатила. Сега проблем е тоа што Грција не сека со нив да седне и воопшто да разговара за пакетот кој нашиве го прифатиле. Но не мислам дека тоа ќе се случува пред изборите, бидејќи има последици на рейтингот за изборите. Може би да се подготви еден процес на преговарање, пак тоа ќе биде, мора да биде договорен, мора да има консензус да не се злоупотребува тој процес, за да може тој пакет, евентуално новата констелација на власта после изборите да го изнесе. Ви благодарам на одвоеното време. Молам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше професорот Љубомир Фрчковски. Довидување.